Драги мои, добре дојдовте во овој прв подкаст кој што го правиме токму од серијалот 4 подкасти, а дел за Академијата за жени предприемачки кој што се имплементира како проект од страна на Македонско-американската алумни асоциација или The Voice of MA. Секако во однос на тоа, овој серијал има за цел да зборува токму за клучните теми кои што се поврзани за жените предприемачки и да понуди совети за нивниот успех. Колку се практични тие совети, тоа ќе зависи од тие што слушате и како ќе ги применувате. Програмата во однос на Академијата за жени предприемачки, која се спроведува кај нас веќе 2 години, ќе отвори и ова внимателно забележете го, ќе отвори нов јавен повик за следната генерација учеснички во септември, а тоа и не е така многу далеко. Во овој подкаст ќе разгледуваме теми поврзани со развојот на бизнис идеи и бизниси. Првиот подкаст го започнуваме токму со кратко представување на програмата и нашите 2 гостинки, Татјана Велковиќ, финансиска консултантка со долгогодишно искуство и менторка во програмата веќе 1 година. Добре дојде, Татјана. А може да разграничиме одма на ти да зборуваме? Да. Секако. Прекрасно, многу ви благодарам. И Ивана Темелковска, консултантка за човечки ресурси, менеджмент на човечки ресурси, како тоа да е стручно наречено, и млада предприемачка, што во овој контекст на овој разговор ни е многу важно. Добре дојде. Ви благодарам пред се за поканата и за можноста да дадеме своји согледувања преку овој подкаст. Благодарам многу што прифативте. Ќе дискутираме за теми кои што се исклучително многу важни, сметам, а тоа е како да се започне бизнис без значителни финансиски средства, ако е тоа воопшто возможно. Дали е возможно, така? Мене не ми личи возможно, ама можеби после разговорот ќе сватам и внимателно да знаете ќе ве слушам, иако можеби не спаѓам во категоријата на жени предприемачки, но во секој случај многу внимателно ќе ве слушам. Мислам дека исто така е многу важно да зборуваме во делот на тоа колку сме финансиски писмени. Да. Затоа што тоа веќе завлегува во многу сериозна тема со оглед на тоа дека финансиската едукација е релативно нова активност во доменот на финансискиот систем, барем кај нас, кога зборуваме за тоа за општата популација, не за вас што сте стручно во сферата, и добива на значење, особено во светски рамки во последната деценија, повеќе, и главно се поврзува со последиците од глобалната финансиска криза. И токму затоа овие теми се исклучително важни, но покрај тоа ќе зборуваме и за тоа зошто финансискиот план е критична точка во развојот на еден бизнис. Што и да значи тоа? Добро. И многу други работи, затоа останете со нас и придружете ни се токму во оваа насока. Кратко само би сакал, ако може многу кратко, да им се представите на тие што не следат и чисто да им кажете зошто треба да се за жени вклучат. предприемачки. Зошто? Бидејќи повикот е сега за скоро, така што да им дадеме поттик. Така е. Академијата е едно многу убаво нешто што некој може, ако се приклучи, да го направи за себе. Затоа што така е концепирана, значи низ едни убави модули избрани внимателно, кои што на секој нешто ја следи, му даваат јасна слика за тоа што представува, што значи тоа да ако се реши да биде предприемач, поготово за оние кои што размислуваат за тоа, што треба да очекува. Формулирана е така низ 13 модули, да тоа на многу јасен начин, едноставен, со кратки презентации и низ многу примери, многу сликовито го објаснува. И баш поради тоа што е јасна, кратка и приемлива некако, мислам дека е за секој убаво да се проба и да се пријави и да ја следи. А нашата улога, конкретно мојата тука, е да помогнам на оние кои што учествуваат да совладаат материјата полесно, да им приближам некои заедно со мојата колешка која што исто така работи со мене, да се обидеме да тоа да го направиме и да некои од работите, бидејќи платформата е базирана на американски, нели она бизнисот е универзална работа, меѓутоа е направена во Америка. И има некои делови, например за правниот аспект, финансискиот аспект, кои што не се треба малку да се прилагодат и на наши услови, ние тука и во тој дел помагаме. Али на кратко,
Значи, тука сме да и како ментори, доколку имаат потреба од некаков совет, додека пишуваат бизнис планот, зашто крајна цел на оној кој што ќе ја помине оваа академија е на крај да излезе со еден бизнис план кој што утре може и да го искористи за нешто. И нашата улога е тука да се најдеме и низ тој пат во доколку е потребно да им помогнеме и во нивните конкретни задачи што ги имаат. Да, ти благодарам, Татјана, за воведниот дел. Убаво спомена и Татјана и тоа што го оставив, впрочем, после за воведите, е тоа дека Академијата за жени предприемачки, покрај тоа што е имплементирана од Македонско-американската алумни асоциација, таа е дел од програма која глобално функционира, како што спомена и Татјана, а со соодветна поддршка на Стейт Департментот на Соединетите Американски држави, и ова е искуство кое што го имаат многу жени низ светот, особено кои одлучиле да бидат дел од бизнисот, рековме, како еден глобален момент, но сепак си има начини како да се спроведува и така, на различни. И убаво е тоа што и нашата држава, младите предприемачки од кај нас може да се имаат прилика да се вклучат во оваа глобална. Младите предприемачки. Точно. Одличен шлагворд да се префрлиме ке младата предприемачка. Ивана, зошто Академија за жени предприемачки? Што за тебе ова означи? Па пред се би сакала да кажам дека во моето размислување концептот на lifelong learning беше пресуден. Покрај формалното образование, јас лично сакав да стекнам искуство и знаење преку неформално образование, како што е академијата. Тоа е едниот аспект. Другиот аспект е што самата академија нуди можности за практична примена. Тоа е она што мене лично ми фалеше во мојот развој кариерен и во развојот на бизнис идејата со која што подоцна аплицирав и допринесовме да се развие конкретен бизнис план со сите аспекти кои што се потребни и би требало да ги има. Ова што Татјана го спомена, дека самата програма и Dream Builder софтверот, тој е дизајниран да може секоја една жена да ја изрази својата автентичност и креативност, но сепак да има некакви чекори и некакви упатства за тоа да биде практично применливо и апликативно, би рекла. Интересно е кога се споменува така нареченото доживотно учење или lifelong learning, чисто да знаете дека тоа не представува само доживотно учење за луѓе кои што се во пензија. Значи, доживотно учење представува буквално вие да се посветите на себе унапредување во секој поглед, после формалното завршено образование. Точно. Значи, во денес веќе едукацијата не завршува со добивањето на дипломата или што и да е референтно за секој посебно, туку за се дополнително. Дали, може би, еве, после искуството, Ивана, се чувствуваш како личност поедуцирана, но не повеќе едуцирана колку што си поспремна? Апсолутно. Значи, по-снажната, сигурна, со поголема една самодоверба. Па би рекла дека вмрежена. Да, кај сите предприемачи, посебно млади предприемачи, а особено жени предприемачки, самодовербата е нешто што е клучно за да се почне да се развива бизнис идејата и да се преточи во бизнис план. Академијата конкретно тоа го нуди, не само преку Dream Builder програмата, туку и преку други активности, како што се активности за вмрежување и воспоставување на контакти на жени од, во мојот случај, бидејќи јас бев дел од втората генерација, жени од различни индустрии, кои што или веќе имаат стартапи, или се во почетна фаза, или се во на consideration phase, односно размислуваат дали и како би го почнале својот бизнис и би го реализирале тој сон, да речам, да се утварат како предприемачки. Одлично. Го дадовме воведот, одиме сега на многу главно и важно прашање. Тања. Да. Може, Тања, така? Може, секако. Како да започнеме бизнис без пари, те молам, објасни ми. Па вака сега. Имам нешто. И добар, како се вели она, имам и добра и лоша вест. Да почнеме со лошата или? Ајде со лошата. Ајде со лошата за да ја заборавиме после преку добрата.
во буквална смисла на зборот да се започне бизнис без пари не може. И тоа е Тоа да го лоша расчистиме од вест. старт. Да. Убаво звучи, но тоа да го расчистиме од старт. Ајде сега така. да видиме што е Ма понатаму. добрата вест е дека може и со помалку средства, са тоа е релативна работа, да се започне бизнис, мислам. Ако погледнете во светот има корпорации денеска кои што Од користиме. гаража што се почнати. Ете така, Така. од гаражата на собственикот до светски рамки. Така е. И парите, кога се почнува бизнисот, се битни, односно колку пари се вложува во таа почетна фаза, ама не се секогаш присутни. Тоа ме интересира. Има и бизниси кои што, значи, вложувале средства колку што е потребно и не се штедело, да речеме, на ништо, а не доживеале повеќе од 3, 4, 5 години додека не ги изгореле парите. Она што е битно, значи, има и многу примери, еве поготово кај нас е тоа и такви предприемачки имавме во академијата. Млади жени кои што имаат ограничени средства на располагање, а кои што вештината ја имаат во себе. Дали сакаат да започнат некакво занечиско, нели, некој занечиски бизнис или нешто друго, меѓутоа експертизата за тоа што ќе го прават ја имаат кај нив и нормално, нели, трудот кој што ќе го вложат на почетокот во најголем дел е нивни. Така да со едно во таков случај или на пример ако некој програмер реши да прави некаква апликација и самиот работи, тогаш ресурсите со кои што треба тој да вложи да почне на почетокот не се многу големи. Ама и најубаво е бизнисот кога расте органски, нели? Значи, Органски да расте бизнисот значи дека почнува со некакви средства, некакви релативно рековме скромни, генерира продажба, расте, Добро. расте и во некоја фаза се вклучува некаква финансиска инекција која што ќе му даде така наречен буст, да речеме, за да му помогне да го, ако нешто треба може да направи органски за 5 години, да го направи за 1 година. И сега, значи, комбинацијата на органски раст и во текот на растењето на фирмата дозирани финансиски инекции од извори кои што во тоа време или за тој бизнис се неадекватни, се најдобра формула за раст. Така би рекол. Така е? Па апсолутно морам да се согласам со Тања дека Морам да истражам. Не сме договорени. Така, Не сме морам да договорени. истражам искрено. Да. Вака убаво звучи, затоа морам да прашам од оваа Еве, страна. Да, апсолутно морам да се согласам дека тоа е така. Бизнес без финансиски средства не се почнува, но да, бизнес со малку финансиски средства може да се отпочне. Она што сакам јас да го потенцирам е дека младите предприемачи најчесто се визионери. Имаат идеи, но програмата на академијата тие идеи овозможува реално да се изградат и да се види секој од жените, например, во нашиот случај, дали тоа е реално изводливо или не. Вториот аспект од овој дел сакам да го потенцирам дека најчесто младите луѓе се соочуваат со предизвик од типот на каде да ги најдат, нели, средствата и тие малку средства што им се потребни. Мислам дека делот со хастлинг, Добро. значи е исто така дел од процесот на настанување на предприемач реално, а не визионер. Тоа во превод, чисто за тие кои што можеби не се користат со овие изрази, повеќе на нашки би било лактање. Да, Кастинг апсолутно. вие буквално лактање. И сега, вака. во моето Борба. искуство, борба, мора да има борба. Во моето искуство познавам многу млади луѓе, Што се кои што- излактале? па апсолутно, значи работат фриленс, работат фултайм работни позиции, за да можат дел од средствата да ги тргнат за да почнат и да ја реализираат својата бизнес идеја. Балансираат. Апсолутно. Исто така сметам дека додека сме во consideration phase,
односно во размислувањето дали нешто да се отпочне или не, моја порака би била дека секогаш треба да се почне нели со мали чекори и дека преку грешките кои неминовно е да се случат, се учи и се станува, да речам, се води и личноста преку личниот индивидуален или раст и развој и бизнисот може да се стабилизира и да биде успешен. Тања, дали, например, ако имате вие за вашата идеја 100% обезбедени средства, Добро. од почеток, од старт, имам идеја, сакам да направам нешто и сите 100% средства ми се обезбедени, дали со тоа ми се гарантира успехот? Дали обезбедените средства и парите го гарантираат успехот? Не, никогаш. Затоа што на крај пазарот диктира тоа. И парите се само еден сегмент, ама тука има и други компоненти во бизнисот кои што треба да повлечат, како да кажам. Така да, дефинитивно одговорот е не. Так. Дали, например, сега ова чисто ми дојде во овој момент логично за прашување. Дали стравот, особено кај жените во предприемништвото, не би рекол е оправдан, но може би е многу повеќе присутен? Па јас би рекла, тоа е можеби тема за дискусија на некој кој што има друга експертиза повеќе и меѓутоа Да, добро, родовиот аспект го оставиме на страна. на но страна. чисто од вашето искуство. Мислам дека кај жените во најголем број Што би им рекле на случаи тие што се плашат? да се охрабрат. Али, меѓутоа, веројатно причината е затоа што жените по дефиниција и во најголем процент, не сакам да генерализирам, меѓутоа, можеби повеќе се малку помалку не сакаат да преземат толку голем ризик. А се поснаодливи. Па да. Значи само Тоа е треба докажано да историски наназад. Добро. Така е. Се согласувам исто. Треба да се охрабрат и да почнат. Мислам така е Како да било си го која изгодат работа. зонот? Како платформата им помага? Па едноставно им помага на тој начин што прво им раскажува целата приказна. Значи ги отвара сите аспекти што по тој пат можат да ги сретнат. Добро. И затоа што ти многу е добро да ти знаеш од прилика какви опасности, какви не само опасности, еве да не го користиме тој збор предизвици. Добро. Е подобар, нели? Те очекуваат, затоа што можеби во размислувањата на нешто не си се сетил едноставно, што е легитимно. Причината не е да ги натераат да се откажат, меѓутоа едноставно да знаат што ги очекува и кога знаат што ги очекува, тогаш и се охрабруваат да почнат, поголеми се шансите дека ќе истраат во тоа. Затоа што ако ти не си спремен на нешто и си се решил и попатно ти се јавува некаков предизвик, нели, како кажавме, кој што нели баш онака ќе те погоди, има шанса да се откажеш. Ама ако однапред знаеш кој е патот, дека и други, плюс има многу примери, реални примери на реални бизниси, на реални жени кои што на вистина, искрено и едноставно ги раскажуваат своите искуства и приказни. И плюс тоа нели е вградено во програмата, да не зборувам дека и комуницирањето со другите учесници, тука гледаат дека не се сами, да. Видови на финансиска различни приказни, различни искуства и едноставно кога гледаш дека не си сам, дека има и други кои што го тргнале истиот пат, во многу допринесува и не само овде, него во многу земји во светот, едноставно дава сила и мислам дека допринесува да го направат тој чекор. Ивана, може би било генерализирање од моја страна ако го спомнам тоа, иако мислам дека се граничи на она што го подспоменавме одоколу во делот на родовата еднаквост, но некако идеите и зачетоците на идеите кои што ги имаат жените во предприемништвото,
во развојот на кариерата, тука некаде им се преклопуваат со притисокот од општеството или За од семејство. разни форми за основање семејство. Апсолутно, И значи... тоа веројатно е еден од предизвиците кој што во Па финансиска писменост не спаѓа како лекција, Да, Да. ама општествено е Во- тука. Да, биолошки припаѓа некако тој дел. Да. Тука не се мешам, да, Да. не правам овде мажијаснување, Така, добро? така, така. Да, Значи, предизвиците се многобројни и се различни. Значи, како што го споменавме социјекономскиот аспект, така и овој општествениот, жените дефинитивно се соочуваат со многу прашања од тој карактер, дали да се вложат во градење на кариерниот раст и развој, личниот и на бизнисот и да се остварат во тој дел, и како паралелно со тоа да ги задоволат сите стандарди што во нашето општество реално се поставени како општествено прифатливи норми. А тоа е дека треба да се реализираш во поглед на семејството, биолошкиот часовник движи и така натаму. Јас би рекла како личност која ја гради својата кариера, при тоа е реализирана во приватниот сегмент од животот, потребна е поддршка од многу фактори. Значи, како што рековме, бизнис без пари не може да функционира. И без Исто и секој човек, а особено предприемач, без поддршка не може да функционира. Тој support систем мора да се има. Дали ќе се најде во пријателите, во семејството, во вмрежувањето преку ваков тип на академии, асоциациите, сојузот на стопански комори, секакви форми од владиниот и невладиниот приватниот сектор постојат, но support систем мора да има. И тој мора да се користи да се биде успешен млад предприемач, но она што јас би го издвоила како најбитно за сите и жени и мажи генерално предприемачи, тоа е дека мора да се има дисциплина. Програмата на самата академија е на тој начин дизајнирана, заедно со предавањата што Татјана и колешката ги нудат, е дека мора да има дисциплина. Ако нема дисциплина, и ако не се активно посветиме на било кој од тие сегменти, успехот не може да дојде. Многу убаво што го спомена ова со дисциплината. Има и одредени истражувања што Светската банка ги прави брз основа, особено на посткризниот период по глобалната финансиска криза, и каде што се вели дека и финансиската инклузија во случајот, бидејќи зборуваме за жените во претприемништвото, исто така е многу тесно врзана со финансиската едукација. Така. Сега, кога зборуваме за тоа, многу ми е важно вашето видување во однос на тоа колку сме финансиски писмени. Ќе одговорам на ова, но јас може ли Да, слободно. предходното само една добра вест, Во да подкасти кажам. нема може. Само се искажува мислењето и се разговара. Имам уште една добра вест во однос на предходното. Слушам внимателно. Нели оној дел од жените, семејство, дали бизнис и така натака. Треба да се почне со предприемништво, ако некој има Добре. желба тука да се реализира, оној момент кога си спремен. Значи, не е греда и да се изреализираш како мајка, жена, сопруга или што и да е. Значи, и после да стекнеш искуство, работно искуство во комуникација со луѓе, да Вештини. подигнеш само довербата, да се стекнеш со повеќе општи знаења, кои што опосле твојата формална едукација, и тогаш да се осетиш спремен да започнеш. Значи, мене умилен филм ми е The Founder со Майкл Китон, кој што реалната, вистинската приказна за основачот на Кока-кола. Значи, ако сте го гледале филмот, ќе се согласите, сигурно сум. На 52 години прави бум. Да. Така. Нели? Никогаш не е предоцна. Секогаш не треба да ги силиме работите, него треба да се направат во моментот кога ќе се осетиме доволно Така. спремни и искусни. Са, однос на финансиската писменост, па јас би рекла дека секогаш може подобро. Вака, дипломатски да се изразам. Ќе разговараме околу. Нели, да, секогаш може подобро. Инаку и кај финансиската писменост. И тука, како и кај многу други прашања и теми во животот, важи правилото дека постојано треба да се надоградуваме. Дотолку повеќе што денеска технологија ни е
присутна во животот до тој степен, што е навистина жалосно да не ја искористиме. Да, сега- за да не завлегуваме сега и употребата и на вештачката интелигенција и така натаму, така што Ајде, и до таму, меѓутоа, и не мора ни, не ни мора ни тој до дел, таму. и до тука има доволно, Мгм. меѓутоа да си финансиски писмен, во денешно време значи да си информиран повеќе. И во поглед на тоа како си ги вршиш своите банкарски работи, што нудат банките и банкарството генерално. Да знаеш да споредиш различни финансиски извори од аспект на нивната цена, што како ти одговара, да знаеш да располагаш со парите. Значи финансиска писменост е убаво уште на мали деца да им се всадува како нешто што нели она Јас ќе се се согласувам целосно дека можеби тоа треба да биде во некаква форма Располагањето- введено во Апсолутно. дури во Меѓутоа- основното образование. Некој ќе рече Апсолутно. ги оптоварувате децата, ама светот во кој Не, што не. живееме, тоа го побарува. Добро да располагате со парите што ви се на располагање, во смисла нели она да завршите работи кои што сакате, е битно во било кој дел од животот, исто така и во бизнисот. Така да информираноста и постојаното надградување се клучни, а една многу важна работа, јас би рекла дека ако некој инвеститор пред себе има и предприемач чија што финансиска писменост е малку на повисоко ниво, со кој што едноставно многу полесно дискутира за финансиски теми во однос на бизнисот на предприемачот, навистина дава повисоко ниво на доверба кај инвеститорот, без разлика дали е тоа банка или е некаков вложувач кој што ќе вложи сопственички капитал во тој бизнис, или е некаков бизнис партнер, добавувач, како сакате. Значи, дава едноставно едно повисоко ниво на доверба, за идна соработка и нели тоа исто така и тука многу помага. Така да на предприемачите топло им препорачувам нели да се обидат колку што можат, нели да колку што имаат време, едноставно тие вештини да си ги надградуваат. Колку овој модул во рамки на академијата беше проблематичен? Бидејќи веќе спомена околу дисциплината, околу слично тие работи, мислам дека време е тоа да го доотвориме како прашање. Да го издискутираме. Значи, креирањето на финансискиот план како дел од Dream Builder програмата, мислам дека сите ние што бевме дел од оваа генерација и го совладавме благодарение на Тања и на самиот програм како што е дизајниран, но дефинитивно на почетокот сите имавме предизвици со кои што се соочувавме. Затоа што колку што се сеќавам, програмата имаше три дела во кои што пред се дискутираше, се анализираше, се работеше на личната финансиска стабилност, на располагањето на личните средства кои што секој предприемач дел од академијата ги има, па потоа со помош на одредени програми внатре во Dream Builder и алатки, да, како што се Excel табелите за презметување на различни трошоци и иницијалните цени, така извештаи финансиски, планирање финансиско. Значи, имавме апсолутно се што ни е потребно како алатка за да го направиме, јас би рекла, срцето на бизнис планот, заради тоа што понатаму и во другите сегменти основата се гледа во финансискиот план. Значи, тоа е основата на самиот бизнис план. На што треба да се внимава во однос на овие прашања? Па, треба да се внимава... Еве, чисто да им доловиме на тие кои што не следат и можеби ќе добијат инспирација да се пријават во септември, да посочам. Така, па нема, тоа се учи. Тежината ја прави тоа што финансиите се екзактна работа, парите или ги има или ги нема, трето нема, нели? Знаеме, од лични искуства сите. И сега, меѓутоа тие мора да се укомпонираат заедно со сите останати сегменти во работењето на бизнисот. Тоа не знаеме. Слушајте внимателно. Значи, и тоа ја прави работата тешка. Затоа што ти можеш да испланираш маркетинг активности многу убави и големи. Можеш да размислуваш и на други теми,
купување на машини и така натака. Планираш дека ќе продадеш, не знам, многу и така. Дека побарувачката Дека само ќе расте така, да. Тука, значи за сите сегменти од бизнисот, парите се тие што треба да се изврзат со нив и многу треба да се внимава. Ова сега повеќе зборувам за оние кои што веќе имаат сопствени бизниси, тоа оние кои што ќе почнат, ги очекува во една подоцнежна фаза, треба да се внимава, значи баре според мене треба однапред да се планира. За да се внимава на определени празнини да не се појават. Дупки, да не го употребам зборот, ама еве, може би посоодветно. Да. Значи, и еве и ако се појават, нели, некакви празнини, недоволно средства, тие треба да бидат помали, да не траат долго време, затоа што ако се големи и ако траат долго време, може да му пресудат на бизнисот во негативна смисла. Имам еден пример, нема да го именувам, се разбира како бренд, чисто околу приказната, дали може би е соодветно во ова сега, со оглед на тоа дека јас не сум ви од областа, работа ми е да потпекнувам прашања и муабети. Многу позната пекарница, значи, одеднаш почнува со отворање на едно место, станува популарна, отвора второ, трето и одеднаш почнува да се расширува на секаде низ државата, ма многу набрзо и многу одеднаш. Добро. И многу брзо после тоа проширување и огромна побарувачка пропадна целиот бизнис. Бидејќи тоа беше, дури луѓето викаа, браво, колку се расширивте за толку кратко време низ државата и слично. И оп, рапидна експанзија за сметка на што? Веројатно на квалитетот. Може би не тоа, може би токму тоа, зависи колку добро испланирале, дали имаат финансиска сила да го прават тоа. Да, бидејќи сигурно не е право пропорционално огромната побарувачка, не мора да значи, не мора да значи дека таа експанзија ќе ја прати, дека продажбата ќе ја прати истата експанзија кој што оние ја направиле со локациите. Значи мора да се прави ускладување, хармонизација на ресурси. Тоа е тоа што е тешко. Што можете да понудите, што не можете да понудите. Така, тоа е тешкото, значи да се избалансираат сите работи. Супер ако ве сакаат, ама не е секогаш домашниот есап и тој на пазар не се излегува. Така, Ивана. Јас тука би дополнила исто дека многу е клуч. Има неколку такви примери. Така, има најразлични бизнеси кои така преку ноќ доживеале експанзија, потоа не успеале да го одржат или нивото на раст и развој или нивото на квалитет, како и да е. Од мојот, она што сакав да го кажам е дека одлуките кои секој предприемач ги носи, дефинитивно треба да бидат носени врз основа на конкретни финансиски проекции. Освен проекциите и она што рече Татјана, како е на хартија, како е на пазар, мора да се има чувство и да се има знаење, пред се информираност за циклусите на самиот пазар. Процесите. Да. Значи, тоа е нешто што веројатно секој еден од нас треба во индустријата во која што е насочен да истражува, да добива нови сознанија, да следи трендови и бизнис текови на крајот од денот, за да може да ги формулира своите одлуки и бизнес проекти, односно финансиски проекции за раст и развој на бизнесот соодветно, односно да не се соочуваме со никакви слични сценарии. Ама и да се имаат наум веројатно неповолни сценарии. И неповолни сценарии, што во случај на криза. Различни сценарии секако. Јас би споредила една многу едноставна споредба со крвна слика на човек. Многу сакам со медицина. Така. Значи човек е, нели, културно и убаво е да идеш си проверуваш како си со здравјето. Прва работа што правиме ние во нашиве краишта, правиме крвна слика и гледаме параметрите дали се во рамките на она што е нормално. Ако нешто отскокнува, одиме на дополнителни испитувања. Значи, не сами дома да се дозирате со тоа што ви се наоѓа. Не, строго према крвната слика. Исто и со финансиската писменост. Така. Не сами дома сметката да си ја правите, кај треба да инвестирате, туку да се советувате. Да, меѓутоа, она што сакав да кажам е, како што крвната слика е показател на здравјето на физичкото лице, на индивидуата,
Така, финансиските извештаи и извештаи, генерално, значи не само овие што ги поднесуваат предприемачите према законски обврска што имаат према државата, него тие и други извештаи кои што ќе им помогнат, нели, да го следат работењето на фирмата, мора да ги гледаат, да развијат една навика, да ги гледаат редовно и да се раководат во управувањето со фирмата спрема нив. Затоа што докторот не може да ти даде лек, ако речеш ми се врти во главата. Добро. Он ќе ти рече да видам крвната слика. Значи, било кој, па и предприемачот не може неслепо од осет да решава дека нешто не е добро во фирмата и да презема некакви мерки. Значи, он може да има чувство, осет. Ама кога тоа ќе биде подкрепено со црно на бело, хартија, извештаи кои што редовно ги следал и ќе донесе подобра одлука. Или може да праша некој. Не земате антибиотици ако не ви ги препишал доктор. Во овој случај не преземате кризни, сериозни чекори ако не сте се советували или финансиските извештаи Морате прво да се убедите преку документите и преку следење на вашата финансиско здравје на фирмата, за да се одреди правата дијагноза. Имам едно прашање кое што верувам дека можете да ми помогнете во однос на одговорот, а тоа дали има и ако има, кои се изворите на финансирање кои им стојат на располагање на предприемачите кај нас? Па, еве, ајде. Добро, Тања. Не, нека почнеме. Убаво е тоа што јас имам малце повеќе работно искуство и памтам повеќе од пред 20 години. Денес има многу повеќе извори на финансирање на располагање отколку пред 10, 15, 20 години. И тоа е многу добро. Например, порано, иако имало можеби некој скриен кој што не се, ама сега се зборува за ангел инвеститори. Има разни акселераторски програми, фондот за иновации века нас, нели? Инекциите кои што ги спомнаа. Инекциите, да. Па има фондови инвестициски кои што работат во регионов, кои што вложуваат и сопственички капитал. Имало и кај нас сега многу помалце. Меѓутоа, значи има специјализирани банкарски услуги за разни таргет групи и така натака. Значи, има повеќе извори на финансирање отколку што имало во минатото и тоа е добро. Добро. Ивана. Апсолутно морам да се согласам со Тања. Да, дефинитивно јас во моето искуство, не толку годишно како на Тања искуството, но бидејќи работам јас во тој сегмент за обезбедување, да речам, и развој на мали и средни бизниси, че помагам и јас на други млади или нови предприемачи. Пристапноста до фондови мислам дека е присутна. Она што во моето искуство го имам забележано е токму она што претходно на почетокот го зборевме во врска и со програмата на академијата и генерално како предизвик кој го имаме, а тоа е колку самите предприемачи се финансиски писмени и колку можат да одговорат на строгите критериуми кои што се пропишани за да можеме да ги ползуваме тие фондови. Заради тоа што фондовите сами по себе се присутни и пристапни, значи имаме најразлични, посебно да не зборувам и за странски развојни програми кои што се достапни на стартапите и на малите бизнес бизнеси, бизнес предпријатија, но најчесто младите предприемачи едноставно не сакаат да го изодат процесот. Затоа што е долг. Има многу строги критериуми, потребни се голем број на документи и процедури кои што треба да се достават за самиот проект, за пишувањето, апликацијата и слично. И на крајот од денот, средствата кои што се добиваат претежно се наменски, не за тоа што нив им треба или одлучиле дека им треба, туку се наменски. Откако ќе се одобрат, за имплементацијата следува период на ревизија. Не сите се спремни да го изодат патот, јас би рекла. Да, точно, меѓутоа можеби повеќе не сакаат папирологија, која што е не сакаме. Па да, ама таа е нужно зло, би рекла. Апсолутно. Сега. И сега затоа
за тоа може да користат и помош и така Тоа натака, сакам да прашам, ако не се разбирам и ако одбиваме добро, на крајот на гришата ќе мора да се соочите со тоа што правите, ако се разболите, мора да одите на лекар, да. но во секој случај постојат ли луѓе што можат да помогнат? Апсолутно. Да, Апсолутно. Точно. Се рече тебе, ти си Меѓутоа- аналфабета за овие работи. Еве, јас Меѓутоа ќе ти помогнам. нема бегање барем и од основното, Така, значи не можеш разбирам. да си предприемач, а да не сакаш да прочиташ договор, Така. да не сакаш да видиш и да научиш извештај финансиски, значи не може. Јас сакам на оваа тема само да додадам. Dream Builder програмата, Добро. барем за мене. Не знам искуството на другите. Секако ќе те прашував тоа, убаво што спомена. Не Ајде. знам искуството како е на другите. Во делот на креирање на финансискиот план, Добро. самата програма мене лично ме натера да истражувам и да размислувам од каде се би можела да обезбедам финансиски средства за мојот бизнес план. Значи на страна од иницијалните средства кои што се потребни, дали постојат други начини на инвестирање или на обезбедување на финансиски средства. Затоа сакам уште еднаш, значи да порачам на сите кои што се размислуваат дали Добре. да или не, апсолутно да се пријават и да станат дел од самата академија за да Бидејќи финансискиот план се смета за можеби една од послабите алки, значи како во овој дел слободно раскажи го искуството. Па јас покрај Тања и Софија, ние имавме најразлични сесии со експерти од различни области. Во мојот случај, бидејќи јас мојата бизнес идеја беше за плантажно садење на лаванда, Добро. имавме искуство со професор доктор Марина Нацка, морам да ја поздравам во оваа прилика, чие што знаење, искуство, ентузијазам во тој дел апсолутно ми беше од пресудно значење за дизајнирање на мојот бизнес план. Многу ми помогна тоа што имав пристап до квалитетни луѓе од тој тип, кои што можат конкретно да те насочат во кој дел да гледаш, што да истражуваш, што ти е битно, која е основата и да те насочат кон што целиш, да си откриеш целта. Морам да кажам дека на Тука финансискиот сме дел веќе од при последни зборови, Да. така што гледајте. финансискиот дел од бизнис планот кој што учесничките го изработуваа на Ивана беше еден од најдобрите. Значи она целиот Благодарам. заради тоа што Со јавна навистина- пофалба. Не, Да. искрена сум. Буквално се што беше предложено како темплейт, нели она помагало за да се изработи тој дел, таа го имаше покриено и не само покриено, него баш онака разбрано и соодветно аплицирано и имаше логика, како да кажам, значи се гледаше дека е обмислено реално. Не е само да се нафрлат бројки, него тие имаат значење никакво и се така. Ама беше и од реалистични. многу, значи од витално значење беа алатките што беа достапни. Значи ако не беа достапни алатките, реално мислам дека ретко кој од нас ќе успееше да изгради практично применлив финансиски план и бизнес план. Така. Со оглед на јавната пофалба си успеала. Благодарам. Не, тоа се докажува во реалниот живот. Јас верувам дека она што Ивана го има како план зацртано, една многу убава цветна идеја, дека ќе го Да, реализира. морам да признам дека требаше уште од почеток да те прашам Да. што беше идејата со лаванда да почнеме. Да. И можеби затоа сосема суптилно боите ни се така избрани од И ние сме прилагодени со Не знам Тања. јас Да. тоа, можеби никој не знаел. Так. Да, ми недостасува и мене нешто. М? Ке се договориме. За крај многу кратко. Колку бизнис плановите реално се остварливи во пракса? Да почнам јас. Да. Значи, во мојот случај, се уште сме креираме, уште не сме почнале. Значи тоа е процес. Да. Не е дека преку ног се Апсолутно случуваат е процес, работите па и ќе затоа направите грешки така. и ќе учите. Затоа ја потенцирав дисциплината. Значи, не е спринт, тука е маратон во прашање. Предприемачкиот дух треба да се гради и треба да се вложува и во индивидуалниот раст и развој и
во развојот на самиот бизнис. Во нашиот дел ние сме во фаза на испитување, конкретно испитуваме почвата и дали таа ги содржи конкретно потребните минерали, соли за покривање на тие плантажни лаванди и конкретниот род кој што ни е зацртан во бизнес планот, заради тоа што како инвестиција е сериозно. Добре. И не може, како што рековме и претходно, не може да носиме одлуки без истражување и без конкретни параметри. Благодарам, Тања. Сега дали секако дека може да се остварат. Меѓутоа, ја би рекла, она што е најважно, и ние цело време во текот на академијата го спомнуваме тоа, го кажуваме тоа на учесниците, чисто да им се вреже, дека бизнис планот е жива материја. И планирањето е процес. Не можеш да напишеш бизнис план да направиш и да речеш готово, јас ја завршив мојата работа. Значи за месец-два, тој е веќе, значи не мораш ти секој месец, не ти е тоа работа цело време да го преправаш бизнис планот. Меѓутоа, после некое време, ако ти треба, си направил бизнис план, оваа алатка и тоа го нуди, многу е флексибилна. Отворена е и можеш да правиш прилагодување и промени колку пати сакаш. И едноставно поминала година дена или откако си го после академијава да речеме и предприемачот решил да бара некаков извор на финансирање, редно би било да седне, да се приспита, да помени уште еднашка она што е сменето, да го смени и да го прилагоди бизнис планот. Меѓутоа, ако што значи да се оствари бизнис план? Ја би рекла дека битно е, имаме една многу битна секција во процесот кој што се вика дефинирање на целите. И сега тука треба да се дефинираат некакви генерални цели, не битни се и тие од денес за утре, тоа веќе повеќе спаѓа оператива, ама оние вака, каде јас сакам да бидам за целта што да, и нешто малку поконкретно од тоа. Значи јас сакам за, не знам, 3 месеци, 5 месеци, година дена да бидам тамо и тамо. И сега патот, ако сум решила дека тука сакам да стасам, дали ќе одам од оваа страна, од оваа или по некаква ваква друга патека, тоа е тоа со планот, меѓутоа битно е дека ќе стигнам тука или близко. Тоа значи дека е исполнет бизнис план. Иако тоа е убаво осмислено, реално направено, согледано, нели она и преточено во план, шансите дека тој ќе се оствари се многу повисоки. Тања, Ивана, многу ви благодарам што издвоивте време да ни се придружите во овој разговор. Верували или не, 46 минути ни одлета. Ви реков дека ќе биде спонтано и дека нема ни да видите кога поминало времето. Благодарам многу и ви посакувам успехи на двете. А за лавандите, кога ќе биде, ќе не викнеш, не мора на сечење лента, ама на шетање низ плантажите, да. Апсолутно, затоа што развоен. Едва е чекам. Развоен бизнес план беше така нема проблем. Да се вклупиме во средината. Ви благодарам јас уште еднаш на поканата, благодарам што бев дел од академијата и навистина запознав прекрасни учесници, прекрасни луѓе кои во иднина се надевам дека ќе бидат дел од, да речам, сапорт системот кој што ќе ни помогне им да го освестиме женското предприемништво како еден битен сегмент од нашиот живот, а исто така ќе можеме да помогнеме за развој на многу различни идеи и бизнеси. Благодарам и јас и ги охрабрувам, поканувам нашите колешки од септември да го пратат огласот и да се пријават. Ќе ми биде драго да се дружиме и да учиме заедно. Како што ми беше идејата да затворам, одлично ми даде подлога за тоа. Академијата за жени предприемачки или Academy for Women Entrepreneurs е формирана во 2019 година од страна на Бирото за образовни и културни работи на американската влада. Ова намерно не ви го кажав на почетокот, бидејќи ако почнев со вакви статистики, ќе речев ова не го гледам. Сега за крај ќе ги изслушате. Примарната цел на академијата, која кај нас е поддржана од амбасадата на Соединените американски држави и е имплементирана од страна на Македонско-американската алумни асоциација, е прочем на заинтересираните идни предприемачки да им се обезбеди знаење, можности и вмрежување, но и пристап до тоа што им е потребно за да основаат сопствен бизнис. И тоа не го зборуваме само за кај нас, туку програмата се спроведува во преку 80 држави во светот,
помагајќи при тоа директно или индиректно повеќе на од 15.000 жени предприемачки, од кои што една имавте можност нејзино искуство и да слушнете и од страна на предавањата. Благодарам многу и следете го овој серијал, бидејќи од септември овие искуства може да ви помогнат многу да имате подобра стартна позиција од тие кои што не следеле. Пријатно.